Сега за програмата за 1994 година плюс извештај ќе поднесе генералниот секретар Гордана Вилковска-Смијанец. Програмата за оваа година представува продолжување на досегашните активности и проекти со известни надополнувања и промени. СОС телефонот за деца ќе продолжи со својата дејност, бидејќи досегашното искуство, односно секојдневните јавувања на децата кои се движат од 20 до 30 улици на ден, ни укажува за неопходност од постоењето на еден ваков вид служба во Република Македонија. Како нов финансиер на овој проект во оваа година се јавува Холандската меѓуцрковна организација со која веќе имаме склучено договор. Пред еден месец, по препорака на господјата Франческа Секвилјо, сенатор од Мадрид и почестен конзул на детската амбасада, не посети делегација од Шпанија, Гранада, со желба за соработка на 3 значајни проекти. Тие проекти се однесуваат на обезбедување бесплатни операции на деца од Македонија, се работи за операции кои што не може да се извршат во нашата држава, тие деца може да ги упатиме во Шпанија на бесплатно лекување со придружба на еден родител. Исто така, една пратка од медикаменти во организација на МПДЛ, Движењето за мир, разоружување и слобода од Шпанија, веќе е пристигната во Истанбул и треба да ја пренесеме до Скопје. Потоа, исто така, шпанската делегација се јавува како финансиер на проектот на Центарот за другарство и Центарот за деца алергични на глутен. Со нивна помош се надеваме дека до крајот на годината ќе бидеме континуирано снабдувани со прехранбени производи за децата кои што се алергични на глутен. Сето тоа е истакнато во нашиот договор со оваа шпанска делегација и организација. И исто така снабдување на детската клиника со некои неопходни материјали и апаратура за работа. Како нов проект би го истакнала овој последниот Центар за деца алергични на глутен, кој го формиравме во јануари со цел на овие деца да им се помогне, бидејќи, како што истакна нашиот генерален конзул, во Македонија ги има околу 400 деца и тие се наоѓаат пред еден огромен проблем пред прашањето како да се снабдат со потребната храна, бидејќи таа не се произведува во Република Македонија. Еден од позначајните проекти на детската амбасада е и формирањето на детските улици низ Република Македонија. Првата детска улица е во тек на формирање и нешто повеќе за тоа би ја замолила господјата Веселинка Иванова да каже. Детската улица прва во Републиката, проектот во моментот во реализација, ќе се наоѓа во населбата Асно, таго именува Лисича. Детската улица ќе биде по желба и по мерка на децата, кои што веќе беа анкетирани на крајот на минатата учебна година. Тие ги искажаа своите желби што на таа улица би сакале да има. Почетокот е за сега скромен, но верувам дека првата желба со поставување на кошаркарските стативи е голема радост за децата. Предстатично ние веќе почнавме да ги оформуваме тие кошаркарски стативи. Во тек се тениски игралишта, засадување на цвеќе, поставување на клупи. Тоа беа се желбите на децата и ние според нивните желби, кои што може би креации понатаму ќе се раѓаат, ние таа улица ќе оформуваме. За сега, се уште сме во едно формирање, да покануваме да ја посетите, пред да ја отвориме официјално и може би со некои нови идеи и креации ќе помогнете и со спонзорство да истата улица прерасне во истинско каче каде што децата ќе дружат и каде што навистина здраво ќе го користат своето слободно време. Благодарам. За овој проект за детските улици, исто така би истакнала дека веќе имаме јавување од другите градови во Македонија и очекуваме наскоро во другите градови да оформиме вакви улици. Пред една недела во кампот во Капланово предстојуваше една белгиска делегација, која што не посети и со која склучивме договор за една заедничка акција. Се работи за собирање на играчките оружја од децата во нашата држава. Таа акција е спроведена веќе во Белгија.
Сите играчки оружје, или речиси сите, се собрани од децата со намера првиот ден по завршувањето на војната истите да се запалат спред Сараево. Ние би сакале таа војна да заврши уште денес, меѓутоа таа никако да запре и затоа со оваа белгиска делегација се договоривме акцијата да се преправи сега во Македонија и истото тоа да го сториме овде меѓу нашите деца. Интересно е тоа што директорот на Белгиското уметничко училиште спомена дека тие ги собрале сите играчки оружје од децата од Белгија, меѓутоа децата сега таму уште позасилено играат со оружје на видеоигрите. Значи никако не може да се искорени таква навика, меѓутоа мислам дека за ова после кога ќе се развие дискусија ќе имаме и други размислувања, посебно од господјата Олга Мурџева-Шкарич, која што работи повеќе со оваа проблематика. Толку за